каков късмет имам кога го видов сценарието дека треба да се обраќам после председателот, се викам оди сега смисли говор што ќе задржи внимание. Ама ќе се потрудам тоа да биде така. Драги другари и другарки, почитувани председателе, почитувани представници на президиумот, почитувани гости, ми представува чест што можам да говорам ете пак на втората годишна конференција на Црвена младина, а истовремено чувствувам и голема одговорност. Одговорност да зборувам во вакви историски моменти, во кои се наоѓаме во името на еден ваков подмладок, каков што е Црвена младина, а не е било каков. Тоа е подмладокот на партијата која ужива најголемата поддршка на младите. А да бидете раководител на младината која ужива најголемата поддршка на младите, представува навистина голема одговорност и бреме. Меѓутоа, колку и да е предизвикувачка оваа политичка борба, ние никогаш нема да се жалиме. Ниту од мене, ниту од членовите на Црвена младина некогаш ќе слушнете дефетизми, жалопојки и така натаму. Напротив, секогаш од нас ќе извираат храбри, мотивирачки и победоносни вибрации. Колку и да е тешко и ризично, ние никогаш нема да калкулираме кога се работи за нашата кауза. Ние план Б немаме. Друга татковина немаме. Друго оружје да се спротиставиме на нашите класни непријатели, освен левица, немаме. Да се спротиставиме на лажните идеи и илузии кои денес се сервираат пред работничката младина. Во изминатата година која помина, Црвена младина доживеа огромен раст. И покрај некои нетипични, неочекувани удари кои ги имавме, од лево, десно, од внатре, од надвор, сепак се покажавме како тврд орев и го положивме матурскиот испит. Црвена младина во претходната година не само што успеа да ги зацврсти своите цели, туку и ги надмина. Покрај евидентниот раст кој очигледен, Црвена младина во претходната година успеа да ги зајакни и прошири своите меѓународни релации со идеолошки сродни младински организации и помладоци, а за тоа говори присуството на драгите пријатели од Србија и Хрватска, и честитките кои стигнаа до останати организации од светот кои за жал не беа во можност да присуствуваат денес тука. Посетивме различни настани каде што наши представници имаа можност достојно да ги представат нашите политички заложби и нашата визија за младите од Македонија и светот. Од Белград преку Баскија до Пекинг и Москва Црвена младина имаше своји представници. Паралелно со тоа ја зацврстивме нашата структура и можеби за прв пат успеавме автентично да се наметнеме во медиумскиот простор благодарение на нашите препознатливи герила акции и флеш мобови. Меѓутоа, сето тоа ќе беше невозможно без непоколебливото залагање на нашите членови кои буквално гинеа секогаш кога беше потребно. Впрочем, и младите се тие кои во сите револуции чекорат најнапред. Тие се први што жртвуваат, први што водат, први што преградуваат и први што рушат и стари ѕидови. Така и младите на левица секогаш беа први на барикадите, на протестите против францускиот предлог, на протестите против онкологија, на студентските протести. Меѓутоа, многу фалење не е нарно, а да бидеме реални и искрени, сето ова би било залудно ако ние не успееме да ја помогнеме на партијата да ги оствари своите политички цели. Впрочем, затоа и постоиме како нераководно тело. Не можам да не ги споменам денес најголемите предизвици на младите. Во денешниот свет младите несразмерно се оптоварени со сите зла на капитализмот. Оттаму се прашувам, работи ли овој систем кон колективното ослободување на масите или е бликуван од сопствените интереси на капиталистичката буржуазија? Капитализмот, другари, се подпира на единствената негова вредност, а тоа е профитот. Токму оваа вредност ги обезличува нашите колективни напори и оцрнува суштината на човештвото и ја пустоши нашата планета. Оние кои се залагаат за капитализам може да тврдат дека тој представува слобода. Но слобода за кого? Секако не за младите, секако дека не за младите работници кои се оптоварени од студентски долгови, минливите изгледи за работа и непредвидливата иднина. Секако дека не за младите студенти или за младите од социјално ранливи категории. Меѓутоа, свесни сме дека живееме во време каде што сите овие проблеми кои ги имаат младите, како невработеноста, пристапот до образованието, иселувањето, апатијата, не се аномалии, туку просто очекувани исходи на еден систем кој пред се го приоритизира профитот пред луѓето.
Одговорот за проблемите на младите секогаш ќе лежи во вродените противречности на капитализмот, каде богатството секогаш се акумулира на врвот, додека мнозинството се бори да врзе крај со крај. Онаму каде што корпорациите добиваат пакет кризни мерки, а на младите им доцнат стипендиите по 6 месеци. Онаму каде што банките остваруваат рекордни профити за време на криза, а на младите им се вели почекајте, ако не следниот понеделник, другиот петок. Онаму каде што студентските домови, изградени за време на мрачниот социализам, денес се распаѓаат, мрачниот. Онаму каде што има пари за тренирање на магариња, а нема пари за изградба на нови студентски домови. Зошто? Дали ова природниот пат на нештата? Или ова конструкција на еден систем дизајниран да им користи на малкумина, на сметка на многумина? Систем кој има многу лаги, а едно од големите лаги на капитализмот, која служи за одржување на илузијата на промени и илузијата на слободата, е невладиниот сектор. Невладиниот сектор, кој не само што го толерираат, туку и го храбруваат сите влади од овој колективен запад кој го нарекуваме, и кој се верува дека е поле за борба против неправдите, антипод на власт и начин за вклучување на луѓето во политички промени. Меѓутоа, спротивно на вообичаеното верување, ние мора да ја кажеме неговата функција која е јасна, а тоа е да создаде илузија за борба против промени, да биде алтернатива на вистинскиот политички активизам, да биде медиум меѓу народот и власта, а со тоа да се смират масите преку тие NGO организации, да го канализираат гневот на масите во некое мирно, контролирано и сосема безбедно незадоволство за власт. При тоа да создаде добра слика за корпорациите кои го финансираат како божем грижливи филантропски компании, со што се промовира консумеризам и напротив се зголемува само нивниот профит и ништо друго. И токму затоа ние NGO секторот го гледаме како исклучиво прокапиталистички сектор, кој ги слави и пропагира нехуманите вредности, а со тоа ги оттуѓува младите од вистинскиот политички активизам. Но кој го финансира невладиниот сектор? Двајцата најголеми финансиери на овој сектор на глобално ниво се генерално корпорациите и владите. Тоа не е поинаку и кај нас, каде од државниот буџет се влеваат огромни средства во овие организации, но најголем дел зависат пред се од капиталистите кои преку своји домашни филијали тука, например како што се не знам некои фондации USAID, Отворено општество, Фридрих Еберт и некои такви слични, го стимулираат тој сектор. Понатам Европската Унија е уште еден главен финансиер на NGO секторот преку низините фондови и програми за ЕУ, кои главно, ако не исклучиво, се влеваат во организации кои застапуваат про-ЕУ политики. Затоа сега ќе гледаме како никнуваат некои такви организации, младински, ќе ни продаваат некои европски бајки, ќе ни убедуваат дека Европа е најсекси пилната дама, меѓутоа забораваат дека на младите повеќе не име фетиш Европа. Напротив, евроскептицизмот кај младите е поголем од било кога претходно. Ќе ни убедуваат дека влезот на бугарите во уставот е единствениот пат кон иднината. Но напротив, тоа е единствениот пат кон минатото. Тоа мрачно минато, каде што позади флоскулите за човекови права и малцински се крие сонот за Сан Стефанска Бугарија. Мрачното минато, каде што децата на Ваташа биле стрелани. Мрачното минато, каде Страшо Пинџур Мирчацев биле зверски екзекутирани. И ние младите сме свесни за тоа, а на фашистите им се тресат коските од младите. Исто како што им се треселе за време на народно-ослободителната борба. Меѓутоа, да правиме паралели на борбата, тогаш со оваа денес, може би не е соодветно, затоа што секоја генерација минува низ одреден историски период кој има собствени економски, културни и политички услови кои влијаат пред се врз мислата и погледите на младите. Младите за време на народно-ослободителната борба, согледувајќи ги овие околности и историски, геополитички, едноставно немале друг избор освен да бидат предводници на таква народно-ослободителна борба каква што беше таа. А денес младите немаат друг избор освен да се приклучат на левица и да бидат предводници на новото антифашистичко движење се до конечната победа.
Меѓутоа, за разлика од минатото, денес современата класна војна, меѓу другото, освен со оружје, се води и со идеи. Затоа и мисијата која е поставена пред нашата организација, следејќи ја традицијата на работничката култура и низините класни интереси, покрај заложбата на младите за регрутирање во редовите на левици и црвена младина, таа и должна да предводи во оттргнувањето на младата популација од сите бои и нијанси на капитализмот, на империалистичката култура, на индивидуализмот и на консумеризмот. За жал морам да констатирам дека работничката младина денес лесно, свесно или несвесно ги прифаќа овие идеи како своји. Индивидуализмот, кој е проповедан од интернет гуруа што ги гледаме, преку кој се глорификува и фетишизира истиот и се идолизираат некои self-made millionaires, да не заборавиме дека тие гуруа и тие самопрогласени некои милионери најчесто доаѓаат од земји кои своето богатство го стекнале експлоатирајќи милиони други земји, колонизирајќи ги нив. И додека, вие се индивидуализирате и се отуѓувате, исто ќе се појават некои општествено одговорни компании, сега гледаме кај нас има некои такви, прават некои кампањи против булинг, а истовремено имаат огромни профити за време на криза. Меѓутоа да кажеме јасно дека булинг е кога некој ученик нема можност да си дозволи да го продолжи своето образование, има огромен потенцијал. Тоа е вистинскиот булинг. Значи, кога овие корпорации финансираат проекти, например, за помош на сиромашни, на деца, на болни, најчесто тоа го прават за да изградат имидж на грижливи компании да си го зголемат својот профит. И сега очигледно веруваат дека нам, например, треба да ни е прифатливо дека Apple експлоатира милиони и пол работници во Азија кои живеат во хангари во истите тие фабрики, кои заработуваат годишно колку што вреди еден iPhone, дека ете сега тоа е окей, затоа што тие еднаш донирале 2000 вакцини против маларија. Да се биде филантроп стана дел од имиджот на секој ултрабогат капиталист, кој веројатно се надева дека угнетените маси ширум светот помалку ќе сакаат да се обесат ако знаат дека тој е одвоил некој денар за гладните во Африка. Затоа хипериндивидуализмот, стигматизацијата на емпатијата и солидарноста ги истенчи нашите колективни врски. Го прошири како подболен антисоцијален токсин, она што некогаш Маргарет Тачер го проповедаше дека не постои општество. Меѓутоа, во свет со меѓународни институции и организации кои работат во интерес само на неколку генерално земји од колективниот запад, каде што пред се става профитот и парите пред луѓето, да промовирате индивидуализам и индивидуална борба е исто како, например, во опожарена куќа вие да мафтате со кујнска крпа или како да одите во војна со петарди. Но можеби тука ќе си речете, зошто јас? Па има и други. Ќе чекам некоја друга идеалистичка будала. Сигурно некаде ќе се појави некој нов Јан Палах, ќе се замозапали или слично, па ќе го сликам, ќе го снимам за Инстаграм. Некој друг ќе се појави на барикадите. Некој друг ќе се спротистави место мене. И има будали денес, зошто јас да се мачам? Јас ќе си гледам за себе кариера, не знам како оди тоа факултет, работа, тој општо прифатен модел за успешен човек. Ке живам како останатите, конформистички. Но може би си викате, па што има јас да го трошам залумно времето или да се плашите? Но немој никогаш да се плашите дека ќе потрошите залудно време. Дали ќе преживеете или ќе проживеете. Затоа што вистинската штета доаѓа од милионите луѓе кои сакаат само да проживеат. Од честните луѓе кои сакаат само да бидат оставени на мира. Оние кои не сакаат нивните мали животи да бидат вознемирени од нешто поголемо. Оние кои не заземаат страни и кои немаат каузи. Оние кои не сакаат да направат бучава и непријатели. Оние кои за слободата, честа, вистината и принципите се само празни зборови. Оние кои живеат површно, се дружат површно, умираат површно. Тоа е редукционистички пристап кон животот. И колку е помал собствениот живот, толку е полесен за контролирање. Ако не направите бучава, вампирот нема да ве пронајде.
Но сето тоа е илузија, бидејќи тие умираат. Оние луѓе кои ги завиткуваат своите души во мали ситни топчиња за да бидат безбедни. Безбедни од што? Животот е секогаш на работ на смртта. Тесните улици секогаш водат до истото место, како и најшироките патишта. И мала свеќа ќе догори исто, како и огнен факел. А ние, другари, ние сами го избираме начинот на кој ќе гориме. Да бидеме факел, а не свеќа. Да живее левица, да живее Црвена Младина, да живее Македонија!